Мира Сичан, Александр Бошев, ти како ми. Добро, денеска во поликлиника Букуреш по повод на Европската недела за имунизација. Мотото оваа година е имунизација придобивка за сите. Инаку заедно со СЗО и со УНИЦЕФ, кои што секогаш се големи супортери на Министерството за здравство. Во оваа недела, односно во овој ден, можам да кажам дека Министерството за здравство целиот период успева и обезбедува најквалитетни вакцини од реномирани европски фирми кои што ги исполнуваат сите стандарди, квалитети и безбедност. По извештајот што го добивме од Институтот за јавно здравје, многу сум среќен да кажам дека 2024 година имаме унапредување, односно покачување на процентот на вакцинирани луѓе во однос на трите претходни години. Исто така можам да кажам дека денеска како Министерство за здравство повторно успеавме оваа година да обезбедиме 385 милиони денари за вакцинирање и ќе се обидеме оваа година повторно да сензибилизираме граѓаните за да се вакцинираат што повеќе. Затоа со помош на СЗО веќе се обезбедени во 18 општини 35 тимови за вакцини кои што одат врата до врата да им кажат на луѓето дека колку е битна вакцинацијата. Денеска не ми преостанува друго, освен да апелирам до сите да се вакцинираат што повеќе. На таков начин обезбедуваме посигурна иднина за нас, за нашите деца и за целото општество генерално. Што повеќе се вакцинираме, толку помалку болести има шанси да имаме во иднина. Инаку фокусот на екипите кои што одат врата на врата се повеќе за МРП и за ХПВ вакцината. Да ве подсетам дека од минатата година во Македонија ја имаме 9-валентната ХПВ вакцина. Кнајција вечанте сот најавен е имунизимит, јеми кту на поликлиника на Букурештит. Практики збашкуме прфајсуесите организација ботроречен децис де УНИЦЕФит перт промовуар вакцинимин е циляеш пертмирането ѓидве. Министерството децис вите мераз мундоат де касигуруар вакцина ме квалитетте ларт де ќе набан кренар е цила и плецонте ѓита стандардет де кштутем сигурин per пациентот nga këto vakcina, do me thënë prej kompanive më të mira evropiane të cilet prodhojnë. Gjithashtu dua të them se këtë vitin 2024 kemi rritje të vaksinimit, që më bën shumë krenar në krahasim me 3 vitet e kaluara. Këtë vit kemi siguruar në 18 komuna 35 ekipe mobile, të cilet shkojnë derë në derë, për të sensibilizuar njerëzit me fokus të veçantë për MRP dhe për HPV vakcinën. Përndryshe Ministeri i Shëndetësisë për këtë vit përsëri ka siguruar 385 milion denar vetëm për vaksinimin. Nuk mbetet tjetër gjë përveç që ta apeloj të gjithë njerëzit, posaçërisht e prindët, të vaksinohemi sa më shumë, sepse kjo na siguron shëndet më të mirë për të gjithë, për familjet tona, po edhe për shoqërinë. Каков е упатот со ХПВ вакцината, каков е трендот и дали има интерес за вакцинација кај момчињата? Трендот е во покачување, процентот не го знам точно, меѓутоа можеме да ви дадеме точни информации, бидејќи немам моментално точна информација. Меѓутоа трендот е во покачување сигурно. А до сега се декушетера повеќе? 15% било за ХПВ пациенти, покачувањето. А кени пасур таки me kryeministrin Kristian Mickoski dhe a janë të vërteta zërat se do të mbesni në qeveri? Do me thënë, unë të shtunën dhe të dielën isha në Turqi për të vizituar
пациентот на Стамбол, кој да сигурувам дita што ме министринешен децисто Туркијс, че edhe grup prej pacientëve deri në 10 deri në 15 të trajtohen për rehabilitim për afat më të gjatë. Ditën e hënë kryeministri kishte udhëtuar në rrugë dikundi, duket se në Spanjë, jemi në komunikim dhe patjetër që takohen. Zotri Ministër, lidhur me deklaratën e Aleksandr Nikolovskit, i cili tha se është vetvrasje politike nëse Taravari bashkëpunon me BDI-n e Ali Ahmetit, si e komentoni këtë? Unë tash ne kemi organe partijake, ne jemi partia autonome dhe vendimet tona i sjellin vetë. Deri tash vendimi ynë është vetëm një, se në lista për këshilltar, Alianca për shqiptarët del e vetme. Për kandidat për kryetar komunash, kemi thënë se jemi të hapur, para se gjithash me vlenin, në qoftë se kanë disponim, në qoftë se s'kan disponim, opcioni dytë është vetë edhe matutje e shofi. Само ќе добавам и на Македонски. Значи, со господинот Мицковски ја сабота и неделаве во Турција. Саботата имавме подолг состанок со министерот за здравство на Турција. Заедно бевме скоро 4-5 часа, разговаравме и за трагедијата во Кочани, им се заблагодарив за тоа што направија за нашите пациенти кои што представуваат таму. Евте ексклузивно да кажам дека изразуваат подготвеност да третираат уште 10 до 15 пациенти кои што ќе им треба рехабилитација подолготрајна. Значи над година дена и тоа да биде бесплатно. Во моментот ако имаме можеме 4 до 6 пациенти веднаш да испратиме доколку има потреба. А во тек на времето ви велам максимум до 15 пациенти се подготвени да прифатат и тоа е многу добра вест. Во недела ги посетив нашите два пациенти кои што се во Турција, за среќа свесни, контактибилни, нивните родители многу задоволни од третманот и инсистираат таму да продолжи рехабилитацијата, воопшто веднаш да не се вратат додека комплетно се рехабилитираат. Бидејќи сабота и недела бев таму, а понеделник премиерот отишол на пат и тоа е во Шпанија, ако не се лажам. Штом се врати, ќе се видиме со него и ќе разговараме, инаку имаме комуникација редовна. Тоа што го кажал господинот Николовски, ја сите ги слушам, меѓутоа ние сме автономна партија, одлучуваме сами. За сега имаме сигурна одлука дека одиме со посебни советнички листи. И тоа е одлука на партијата и од тоа нема враќање назад. За сето друго сме подготвени и отворени да разговараме со сите во однос на локалните избори. Оште емруар моти. Министра, вчера пациентите со хемофилија реагираа дека се трошат последните залихи, повторно проблеми со тендерите. Најавивте законски измени. До каде тоа формирана ли е работна група? Како не е работна група, туку и законот е скоро подготвен, кој што треба после да се испрати во парламент, да се изгласа нормално. Јас утрово ме брифира дека се при крај, меѓутоа јас се надевам дека веќе се затвара и завршува тендерот, така нема да има прекин во терапија на пациентите со хемофилија. За кардиохирургија што покажа извештајот? Уште не е стигнат, чекамо стручната комисија да донесе. Меѓутоа до утрово немаше извештај од стручната комисија. За наставно се фокусираме директно. Да. Само малку. Да. Значи, почитувани, по повод одбележување на Европската недела на имунизација, што трае од 27.4. до 3.5. Здравствен дом Скопје во соработка со Министерството за здравство организира и спроведува активности за подигнување на свеста и приближување на имунизацијата до населението. Имунизацијата е едно од најголемите достигнувања во историјата на медицината и представува најбезбедна и најефикасна превентивна мерка. Во врска со неделата на имунизацијата, Здравствен дом Скопје ќе организира активности за теренска вакцинација на деца што се испуштени од разни причини во 39 населени места, во сите градски и приградски општини на Скопје и околината во периодот од 29.4. до 9.5. Исто така од страна на екипите ќе бидат контактирани родителите за да доаѓат во вакциналните пунктови поради испуштените вакцини.
Централниот настан по повод недела на имунизација ќе се одржи во градски парк или во градски плоштад. Во сабота на 3.5 од 11 часот па до негде 1 или 2. Каде ќе бидат поставени 2 тенди од наша страна, каде ќе се дават совети за имунизација од нашите екипи, маички, флаери и слично. Благодарам. Колку деца се испуштени, велите дека ќе одите од ден девет? Не знаеме точно бројката колку се испуштени, но ќе видиме. Знаете кај да одите, ако не знаете колку има испуштени? Има евиденција? Евиденција има, ја не знам точната бројка, ви кажам. Директоре, вие како домаќин и министерот ги оставивте гостините да чекат 20 минути. Колку е домаќински ова? 15 минути бе академски. Видете како што гледате во времето каде што сообраќајот е многу оптеретен и значи се дешаваат вакви работи, не беше намерно ништо. Дали ќе се извинувате на гостините? Се извинуваме доколку сте почекале. Значи, Секако еве и јавно им се извинуваме, Да. се случува. Јас тргнав на време, меѓутоа задоцнив 15 минути, а 5 минути бев во собата кај што се вакцинираат дечињата, да зборувам со сестрите, докторите, пациентите кои што пациенти, не се пациенти, луѓето кои што доаѓаат на вакцинација, така да не ни е проблем. 15 минути се доцнење, академско доцнење. Доктор Аки треба изјава да се Да. Аки, Good morning. It's a pleasure to join you on the occasion of the European Immunization Week. Добро утро, задоволство ми е да ви се придружам на настанот на Европската недела на имунизација. As Minister has already said and Director mentioned, immunization saves lives. Како што министерот спомена, а и спомена и директорот, имунизацијата спасува животи. And we've had some really great success with vaccination. We've almost eliminated polio. Smallpox has been eradicated. We don't have a lot of childhood deaths because we've been able to immunize many children. Имавме голем успех со вакцинацијата, затоа што речиси го елиминиравме полиото, малите сипаници се целосно искоренети и децата се спасуваат со помош на ваквата имунизација. Despite that, there are still children that have not been vaccinated fully. И покрај ова, се уште постојат деца кои што не се целосно вакцинирани. And our theme for this week is that it is humanly possible to immunize every child and every adult that needs it. А нашата тема оваа недела е дека е човечки возможно да се вакцинира секој дете и секој возрастен на кој што му е потребна вакцината. And we know we can do that in North Macedonia. И знаеме дека тоа може да го направиме во Северна Македонија. And this is why WHO, working with UNICEF, is supporting the Ministry of Health to ensure we can immunize all children and all adults that need it for the regular vaccines to save lives. И токму затоа Светската здравствена организација во соработка со УНИЦЕФ го поддржува Министерството за здравство за да обезбеди вакцини за сите возрастни, за сите деца со цел да се спасат животи. This is not the time to step back. We know since after COVID that there have been some questions about vaccination. The evidence is clear. Vaccination saves lives. Ова не е време за повлекување. Знаеме дека по епидемијата со COVID имаше одредени прашања околу вакцинацијата, меѓутоа ова се базира на докази. Вакцинацијата спасува животи. I am particularly keen for every young girl and every boy in North Macedonia to obtain the HPV vaccine. Особено поддржувам секое младо момче и секое младо девојче во Македонија да добијат HPV вакцина. We know that it prevents cervical cancer in young women. Знаеме дека таа спречува рак на грлото на матката кај младите девојки. And of course, we do not want outbreak of measles or diphtheria, whooping cough in North Macedonia. И секако не сакаме да избие пандемија на сипаници или на голема кашлица во Северна Македонија. Therefore, we will be supporting the Ministry of Health as WHO to do the mobile vaccination campaign later this month. Токму затоа ќе го поддржиме Министерството за здравство во неговите напори да ги организира мобилните тимови кои што ќе одат низ земјата за вакцинирање
подоцна во текот на месецот. So when you get home today, if you've got a young child in your neighborhood or your own child who has not been immunized, this is the time to do it. Go out and do it. Па, кога ќе се вратите денеска, ако имате мало дете во местото каде што живеете, во населбата, или некое помало бебенце или дете, тогаш веднаш преземете акција и направете го тоа. Thank you. Благодарам. Може националниот координатор ќе каже? Да, Александра. Добар ден и од мене. Неделата на имунизација одбележуваме со подигнување на свеста во однос на тоа што представува превентивата и имунизацијата. Ниеден родител не треба да се соочи со болеста како што се пертусис и морбили, болести кои што на оваа територија кај нас ги имавме последните неколку години, токму поради намалување на опфатот за овие две вакцини. Како што спомена министерот, имаме зголемување на опфатот во 2024 година во однос на претходните 3 години. Тоа се должи на големите напори што ги направивме, соработката со родителите, транспарентноста во однос на квалитетот и безбедноста на вакцините, која што беше горливо прашање од страна на родителите. Ја воведовме 9-валентната ХПВ вакцина, за која што се радувам да кажам дека има навистина голем интерес, особено и од страна на момчињата, бидејќи и таа новина беше воведена во 2024 година. Од друга страна, се уште се бориме со зголемување на опфатот со МРП вакцината. На овие простори знаете дека имавме епидемија од морбили и еден јавен апел до родителите, ова е безбедна, квалитетна вакцина која што секаде и во западноевропските земји и секаде во светот се користи и навистина е безбедна и заштитува. Да не се доведеме во ситуација дека доколку се намали опфатот со оваа вакцина, повторно да се соочиме со епидемија од морбили, а имајќи ги во предвид ниските стапки, особено во некои од скопските општини, урбаните општини, повторно апелираме до родителите да се советуваат со своите здравствени работници, со своите педиатри, со фамилиарните доктори во однос на заштитата која што оваа вакцина ја обезбедува. Доктор Грозданова, кога велите ниски стапки во урбани средини, дали тоа значи дека станува збор за алармантно намалување на процентот на имунизација кој што може многу брзо да доведе до епидемија доколку не бидат вакцинирани? Токму и заради тоа беше мојот апел. Имаме неколку скопски општини, најурбаните Цендар, Карпош и Аеродром, каде што опфатот со оваа вакцина навистина не е многу низок, под 60-70%, она што е битно да се знае, и тоа не доведува во висок ризик од појава повторно на епидемија со морбили. Имаме затоа и општини во кои што во внатрешноста на Македонија, па дури и во некои скопски општини, каде што имаме и над 90% со истата вакцина, што значи дека родителите генерално имаат доверба во вакцинацијата, во системот, но најверојатно влијанието на социјалните мрежи, на неточните информации, на дезинформациите доведуваат во тоа да голем дел од родителите бидат во забуна. Vaina kampanjën e pikës tash mediat kanë thënë lajm 3, do thotë nuk e di kush prej kandidon në gostivar, më pas siç duket kush është tjetër të ketë kandidat pavarur, Zëvendësi Istani ka publikuar se Sara Demi mund të jetë kandidat i pavarur të gostivarit. Super, ju uroj suksese edhe inshallah bën rezultat sa më të mirë. Ќе ве замолам заштуваше прашањето. За кандидатура во гостива, независен кандидат. Му кажав, му посакувам многу успех. Greetings, I'm Leslie Miller, the representative of UNICEF. I can only echo what everyone has said already this morning about the importance of vaccination. Добро утро, јас сум Лесли Милер, представничката на УНИЦЕФ. Единствено можам да го повторам она што веќе беше кажано во врска со важноста на вакцинацијата. This immunization week is a wonderful opportunity for all of us to re-emphasize the importance of vaccination, and I'm really pleased to see so many media here because you play an important role in getting accurate information out to the public. Оваа недела на имунизација е прекрасна можност да ја повториме важноста на имунизацијата и многу ми е мило што гледам толку многу представници на медиумите, затоа што вие сте тие кои што треба да пренесат важната порака. As both the Minister and Akim from WHO have said, vaccines are safe and they're the only effective way to protect children from life-threatening diseases.
Како што веќе кажа министерот и Али од Светската здравствена организација, вакцините се важна алатка со која што може да се спречат животозагрозувачки болести и да се подобри животот. And while we've made progress in increasing the vaccine coverage here in North Macedonia, there are still gaps. And to reach that herd immunity, we need at least 90 to 95% of children to be vaccinated. И иако имаме постигнато прогрес со вакцинацијата овде во Северна Македонија, се уште постојат пропусти и јазови. За да се постигне тој колективен имунитет, потребна е вакцинација во стапка од 90 до 95% и се уште е потребно да го достигнеме тоа ниво. So, for example, last year, the MMR vaccine coverage was only 72.7%. Например, покриеноста со вакцината МПР лани беше само 72,3%. Which is not high enough to protect all children from measles, for example, which we know is a highly contagious and very dangerous disease. Што не е доволно да се заштитат децата, да речеме, од мали сипаници, за која што болест знаеме дека е високо заразна и лесно се шири. Likewise, with the HPV vaccine, while there's been good increases in coverage, we're still only at 50% of girls age 14 that have been vaccinated. Исто така, во врска со ХПВ вакцината, иако покриеноста расте, сепак не е доволно затоа што само 50% од девојчињата се покриени со ХПВ вакцина. And I can only echo what Alexandra just said about the important role of parents, that parents are the key decision makers when it comes to vaccination. И можам само да го повторам она што Александра веќе го кажа околу родителите. Родителите се клучните чинители кога станува збор за вакцинацијата. UNICEF has been working closely with the ministry to ensure that parents have trustworthy and reliable information about vaccination, about its benefits and about its safety. УНИЦЕФ работи со Министерството за здравство за да се погрижи родителите да добијат точни и проверени информации за вакцините, за нивната безбедност и за нивната делотворност. And we encourage all parents to have their children immunized. We saw many parents coming this morning with the babies, and especially those who have missed a vaccination, as was mentioned, now is the time to do your catch-up vaccinations. И ги поттикнуваме сите родители да ги вакцинираат своите деца. Утринава видовме многу родители кои што ги водеа своите деца на вакцинација, па и оние вакцини што им биле пропуштени да ги надоместат, ги поттикнуваме. We're on a good path, and I think together we will get to the herd immunity that we need to achieve. На добар пат сме и мислам дека заедно ќе го постигнеме колективниот имунитет кој што треба да го имаме. Thank you. Благодарам.